Кирил Стојчевски е роден во 1977 година во Битола. Основно и средно музичко образование завршил во Државното музичко училиште во Битола. Подоцна дипломира на Факултетот за музичка уметност во Скопје на одсекот етномузикологија. Од 1999 година е вработен во Државното музичко училиште во Битола, најпрво како професор по хармоника и пијано, а потоа како професор по теоретски предмети. Со ученици по предметот контрапункт има учествувано на надпревари и има освоено повеќе награди. Учествувал на повеќе семинари во својство на учесник и тоа од областа на образованието. Секој од нас има направено избор за тоа како ќе се изразува во текот на животот. Некои од нас го избираат пишаниот збор, вие избравте музиката. Зошто токму музиката? Па, музиката, значи, кај секој човек се раѓа таа љубов кон музиката и треба да поседува пред се еден талент, музички талент, за да може да се надоградува понатаму и за да може со музиката да се изразува. Меѓутоа, ние сите општо, луѓето, имаме еден ген, вроден ген, музички ген, кој ни овозможува преку музиката да конзумираме еден амбиент кој таа ќе ни го представи. Како ќе го конзумираме, на каков начин музиката, како ќе ја сватиме како изразно средство, како ќе ја сватиме како некое чувство, нешто што може да се доживее, што може, за разлика од пишаниот збор кој можеме да го прочитаме, таа ја слушаме во секоја сфера од нашиот живот. Значи, музиката е едно основно обележје на целокупниот човечки живот. Бидејќи сте мајстор за хармоника, каква е таа приказна? Малку ќе ви исправам, не сум мајстор за хармоника, туку сум изведувач на хармоника, односно хармоникаш, а и мајстор воедно за хармониката која станува збор, ако ви интересира таа работа. Се занимавам и со таа мајсторска работа, колку што можам, колку што ми дозволува времето. Пред се и за тоа треба да има човек време, да има желба и да прати работите. Но кога станува збор за хармониката како инструмент и како јас се запознав со хармониката како инструмент, тоа беше на огромна желба во далечната 85-та година крајот. Имав многу голема желба по инструментот. И во тоа време, како забелја, што викат старите, не можевме да најдеме хармоника. Со мојот дедо покојен ја свртивме цела Македонија и најдовме една за останата во Прилеп. И од тогаш почна моето дружење со хармониката како инструмент. Забележав дека хармониката се вбројува во фолклорните инструменти и доста е застапена како инструмент во музиката во Франција, Италија, Латинска Америка. Но имаме можност сега да уживаме во овој инструмент кај нас. Дали може поблиску, како стигна хармониката, незините звуци да бидат дели од нашата македонска народна музика? Како прво, хармониката како народен инструмент, односно инструмент на кој се изведува нашата фолклорна музика, е во подоцнежните години од развитокот на фолклорот, тоест во градската традиција, и е донесен од страна на наши луѓе кои патувале по печалба некаде околу пред 100 години, можеби нешто повеќе, околу 100 години, да речеме, временски период обстојува во нашата фолклорна традиција како фолклорен инструмент. Меѓутоа, не е секаде фолклорен инструмент, бидејќи хармониката не дека јас го свирам како инструмент, за мене покрај пијаното е еден инструмент кој нуди многу можности, значи за изразност, музичка изразност, бидејќи свири повеќе гласови истовремено и не се свири само фолклорна музика, се свири секој вид на музика. А тоа што рековте Италија, Франција, од Италија се најпознатите производители на хармониката до ден денес, значи тие се најпопуларните и најквалитетните хармоники. Меѓутоа тука има и француски модели на хармоники, тие се со различен штим, различна постава на клавиатурата или со копчина, армоника со копчина.
и постојат и други видови на хармоники, например русите што ги свират тие руските типови на хармоники. Имаме сега и во последните 30-40 години доста добар бренд извадија и кинезите, значи на тоа поле. Значи, хармониката е универзален инструмент кој се застапува секаде во светот. Не е само кај нас и за изведување на фолклорната музика. Меѓутоа, хармониките ние што ги свириме на овој балканскиот регион се со една стандардна, значи стандардна направа, за разлика од овие останатите за класична музика кои се со баритон басови. Тука има еден стандард, значи распоредот на басовите, распоредот на клавиатурата си е ист како и сегде и распоредот на регистрите, онај мелост да се долови што е потребен за изведување на фолклорната музика. Она што е интересно, бидејќи јавноста може да ве погледне по концерти, токму за каде што се изведуваат музички точки токму на хармоника, но исто така сте и професор во Државното музичко училиште во Битола по теоретски предмети. Кога станува збор за на некој начин на предавање на музиката, кој пристап вие го негувате? Вака, јас сум професор во музичкото училиште веќе 17 години и моментално предавам теоретски предмети, меѓутоа на самиот почеток се работев како професор по хармоника, бидејќи тогаш немаше и други кадри. Ние бевме пионери со тогашниот директор, што отворивме, значи го отворивме тој оддел за хармоника, кој постои ден денес. Имаме евидентни резултати со нашите ученици, меѓутоа се изучува таму класична хармоника, не се изучува фолклорна хармоника. За фолклорната хармоника јас имам свое школо, еден бренд кој си го негувам за влюбениците во фолклорната музика на инструментот хармоника. А во музичкото предавам теоретски предмети, бидејќи имам завршено етномузикологија, кој е оддел на Факултетот за музичка уметност, каде што се изучуваат сите теоретски предмети, плюс дополнително одделот за фолклорната музика, што го носи самиот термин етномузикологија. Дали би можеле сега да издвоите некој од вашите ученици кој посебно се истакнува? Од моите ученици, значи до сега, така ги пребројував, имам околу 80 ученици кои поминале кај мене на хармоника. Имам доста успеси со нив и ќе бројам како прво мојот ученик со кој ланската година освоивме трето место на надпреварот во Аранџеловац. Пред таа година, 2014, освоивме второ место на надпреварот во Сокобања, Димитар Митровски. Имам и други ученици, меѓутоа секој колку ќе вложи во инструментот, толку инструментот ќе врати назад во однос на напредокот на учениците по инструментот. Пред доста години имавме и во Македонија таков надпревар, каде што ги освоивме со моите тогашни ученици, сега колеги и професори, сите места на надпреварот во Скопје. Значи бевме најеминентни во однос на свирењето на хармоника. Со оглед на тоа дека работите во Државното музичко училиште, место каде што се негува токму фолклорната музика, односно изучувањето и сериозната музика, мислам по тоа е најмногу позната. Колку денешнава младина има сака да го изучува на тој начин, да изучува музиката? Значи, прво во Државното музичко училиште оддел за фолклорна музика нема. Туку има предмет кој се изучува втора, трета и четврта година за тие што му е како изборен предмет. Значи, Државното музичко училиште е пред се со сериозен карактер
Значи се изучува сериозната музика, да речеме класичната музика како што е општо познато, терминолошки. Меѓутоа, за фолклорната музика, тие што мораат да ја учат од децата, ја изучуваат и во втора и во трета година, а тие што ја избираат од љубов. Бројот на учениците кои сакаат да ја слушаат нашата музика и кои ја свират нашата музика, па можам да кажам дека една доста добра бројка, бидејќи нашите ученици ќе ги сретнеме како свират народна музика, некои ќе ги видиме и по телевизиите, или ако не се занимаваат дури се во средно со таа работа, со фолклорна музика, се занимаваат од после си барат начин на екзистенција, начин на изразување, дури се помали не можат да ги сватат некои работат фолклорната музика или му се чудни во времето во кое живееме ние, например. Многу е тешко сега да го прашаш некој дали имаш облечено опинок, например. Така? За дечината што живеат во денешната генерација, а сите работат со мобилни телефони, компјутери, лаптопи и не знам што не е уште, или да прашаш што е шамија. Е многу чудно некако, меѓутоа ние треба да му донесеме, односно да му вратиме свеста и на учениците и општо кај нас да си го вратиме менталитетот, од кај потекнуваме, кои се нашите корени, зошто се нашите корени такви, што имаме ние едноставно, друго се ние придојдено, или сме го посвоиле, или сакаме да научиме за другите цивилизации, култури, за другата музика, за останатите жанрови во музиката. Меѓутоа, јас сметам дека првен треба да си го знаеме своето, за да можеме од нашето да тргнеме кон останатите подрачја во музиката. Джез, блуз, сериозна музика, рап, рок, не знам што нема денес како правци кои екзистираат во исто време. Одличен повед направихте во моето следно прашање, тоа е за седомосминскиот такт. Како етномузиколог верувам дека најдобро ќе може да ми одговорите. Обично странците кога доаѓаат и кога ќе го слушнат токму тој македонски мелос, многу се интересираат за тоа за што станува збор, како сето тоа се зошто е така и сето тоа, но кај нас не толку се става акцент токму на негувањето. Ако се земе во предвид тоа дека фолклорното, односно народното богатство кое што се пренесува од генерација на генерација не е само форма, туку содржи и суштина. Како вие би го објасниле овој македонски седомосмински такт и зачувувањето токму на ова? Така. Ние сме точно така најпознати по нашите не само седомосмински такт, по нашата богата ритмичка традиција, бидејќи големиот дел од нашите фолклорни дела, дали се песни, дали се народни ора, се изведуваат во неправилни ритами. Што значи неправилен ритам? Што спомнавте, седомосминскиот е најкарактеристичен, најзастапен во едно добри 70% од нашите народни песни, обстојува како ритам со неправилна структура, N2, 3, N2, N2 или варијантите негови, како примерот Елено Моме и таа народна песна која прераснала со додавање на дополнителни фрази во народно оро, каде што тројката е на крајот, меѓутоа се разликуваат по тоа по брзината на изведувањето. Седомосминскиот ритам кај македонските народни песни е во една по-нежна форма, да се изразам така, со по-спор, односно побавно темпо на изведување, каде што акцентите се строго изразени и обележуваат една кулминација на тој ритам што не може секој да го осети. Значи тој е типичен кај нас, не само Македонија, и јужниот дел од Србија и Бугарија, значи тука еден поголем дел од Балканскиот полуостров и представува едно обележје. За да го објасниме седомосминскиот ритам, значи треба да ни игра натре во душата ритамот. Ако не ни игра внатре во душата ритамот, не можеме да го примениме тоа или да го сватиме за што станува збор. Значи сите тие мелодии што се напишани во овој ритам представуваат едно посебно обележје, една посебна кулминација, едни мелодии со такви
карактеристики кои ќе ни останат за секогаш и ќе бидеме секогаш препознатливи што се извојуваме од останатите фолклорни традиции. Бидејќи споменавте неправилно, бидејќи сепак мора тука да се спомени и на балканското, секогаш преовладува таа стихија, секогаш некаде се обрза неорганизираност на некој начин, што може од едно гледиште да е позитивно, од друго гледиште негативно. Вие како етно музиколог, верувам дека повеќе го имате истражувано сето ова, од каде токму потекнува таа, ајде, теоретски да кажеме, неправилност? Кој е коренот, таа суштина? Ние ги третираме ритамите како неправилни, бидејќи не се идентични како во останатите културни средини, односно фолклорни традиции, значи се доди право во ритамот. За нас е тоа правилно и ние не можеме да го изоставиме како дел од нашиот фолклор. А генезата за потеклото на таквите ритмички структури е многу одамна и затоа како се изразени тие и која е целокупната карактеристика на тој ритам, на тој одраз, кај нас секако дека е врзано историски гледано наназад со нашите принципи на живење, ни се што не имаме поминато во изминатиот период. Значи, некои сметат дека дури е некоја синтеза помеѓу нашите и тугите влијанија, значи кои се не поминал низ Македонијава, за да можеме да добијаме ваква богата културна традиција. Кога ќе се разговара за македонската музика, некако сите велат дека во минатото имаше подобар избор и некако состојбата со денешнава македонска музика, особено и со народната и со забавната музика, некако како да е во застој. Што мислите вие? Се согласувам со вас дека македонската музика е во застој од две причини кои морам да ги потенцирам. Прво, имаме многу големи влијанија од соседите во однос на музиката која ни се презентира, која ни се доловува на секаков можен начин. Второ, сметам дека за тоа е пред се свеста на народот. И ние имаме во последно време голем број на фестивали, меѓутоа како музичката инвентивност, музичката креација на ново создадени песни се да се врти во едно исто место. Значи, обстојуваат едни исти автори кои го дале својот максимум, значи не се појавиле некои нови лица, ниту како автори, ниту како изведувачи. Зошто го велам ова? Бидејќи ако ги преброиме новите изведувачи на македонски народни песни кај нас, за разлика од македонски изведувачи кои настапуваат во соседството, по тие бројни фестивали и различити надпреварувања, ќе видиме дека кај нас и пласманот и нашата култура моментална и се ова што не обкружува денес, сметам дека стварно македонската музика стигна на едно ниво, значи што немаме да понудиме нешто ново. И се навраќаме на постарите песни, значи од пред едно 20 на години, како што се Лихни да кајче веслаше, која денес, јас сум пресреќен, доживее на кулминација, ако по 20 години ја познаваат сите, или ајде, ако одам во Битола, или Бисера Момолбова од покојниот Гоце Николовски, или од Ибуш Ибраимовски, Розо моја, значи песни кои се изведувале пред 20 на години по фестивалите, доживеа еден нов лик, едно ново преработување и доживеа на кулминација во македонската музика. Бидејќи сега ќе се навратиме повторно на хармониката, претпоставувам дека, ете гледано од страна, дека е тежок инструмент за свирење. Како се стигнува таа професионална вештина за сето тоа да изгледа еден ден толку добро за увото? Колку треба вежбање, колку треба напор? Па хармониката
вистина не е лесен инструмент, вака и да го крениш и да го гледаш како габарит, како една целина. Меѓутоа, како да стигнеш за да свириш добро на хармоника е само вежбање и само вежбање. Друго, освен вежбање, не постои. Значи, прво талентот, а потоа работата. За да стигнеш до едно ниво, да отсвириш нешто виртуозно или нешто стварно на начин како што треба да звучи тоа, треба многу да вежбаш. Што е оно на што сте особено горди како музичар? Како, бидејќи сметам дека имате доста направено досега, токму на музички план. Па најпоќе сум горд што во овие 30 години, дури свирам хармоника, сум успел пред се секаде да ја пласирам македонската музика. Значи сум ја прошетел цела Европа и Австралија и кај да одам и кај што имам можност, прво што ќе отсвирам е нешто македонско. После тоа што ќе се побара или зависи каков е концертот или настапот, ќе отсвириме и други работи. Меѓутоа првен македонското. Значи јас сум од оние музичари кои пред се си ја ценат нашата работа, а после работата на останатите и фолклорни традиции и класични композиции кои се изведуваат на овој инструмент. Мене ми е задоволството големо, значи кога имам хармониката на мене како инструмент, за да можам со неја и да експериментирам и да покажам она што сум го работил сите овие 30 години. Неколку години наназад, посетувајќи го фестивалот Илинденски денови во Битола, можам да забележам слободно дека странците се воодушевени од тоа како звучи македонската народна музика, токму тој карактеристичен мелос за овој крај. Како реагираат надвор од Македонија кога ќе настапуваат? Бидејќи го спомнавте фестивалот Илинденски денови, неколку години бев јас во жирито на фестивалот Илинденски денови и така да доста добро ги познавам сите културно-уметнички друштва, со што располагаат, со каков репертоар располагаат и што е она што е интересно за странците. И зошто имаме и семинар, и зошто има посетеност во текот на фестивалот од странци. И за тие што ги интересира, постојат и снимки и на YouTube да видите, ако не сте ги гледале или гледачите на оваа емисија, да видите како играат и кинезите и јапонците македонски ора, како свират. Па имаме една група од Шведска, швеѓани, свират македонска народна музика. И стварно му интересно и стигнале луѓето до негде. Дури имавме пред 6-7 години, и го заборавив името, докторираше со македонска музика, етномузиколог од Канада. Не можам да се сетам на името, но му помагав тука кога беше на тие теренски истражувања, заедно со мене да собереме што повеќе македонски народни песни, во кои ги вклучи влашките песни од битолскиот крај. Дали доволно е истражено ова битолско поднебје кога станува збор за музичката традиција? Па да не бидам пристрасен, меѓутоа мислам дека Битола е најмузикалниот град за мене лично. Се гледа и по успесите, се гледа и по бројот на музичарите, се гледа и по бројот на песните во која опеана Битола и по бројот на песните кои се излезени од Битола. Значи Битола, вклучувајќи го овој цел наш битолски регион, да речем, тука нашите песни кои се поврзани со Битола и песните кои се пееле во Битола во таа градска традиција и без разлика не само градската традиција и по старата и по новата селска традиција кои се хронолошки застапени во фолклорната музика, имаме доста голем број на песни кои се собрани, забележани и фигурираат и еден голем број обработени,
а еден доста голем дел фигурираат како снимки кои чекаат за понатамошна репродукција во Институтот за фолклор Марко Цепенко во Скопје. На цела територија на Македонија има интересни моменти токму од тоа фолклорно богатство. Не само кога станува збор за музика, туку и од носи, од сето тоа. Тука стават најмногу акцент, барем според мене, културно-уметничките друштва. Ќе го споменеме повторно фестивалот Илинденски денови на некој начин, бидејќи значи репрезентација на сето тоа. Дали сега во ова ново време кога се повеќе глобалните струи не напаѓаат на некој начин, дали постои можност да му наштета токму на ова народно богатство? Па видете вака, јас во секојдневен контакт со кореографите или начелниците на овие културно-уметнички друштва, низ разговор така дојдовме до едно сознание, односно не сознание, до една забелешка дека бројот на заинтересираните да се занимаваат со фолклорот ден на ден опаѓа. Зошто е тоа така? Секој си поставуваме причините, како што рековте, дали ова се глобално денес што не се случува, векот во кој живееме и сите тие нагли превирања што ни се случуваат во општествениот живот и времето како време, значи го немаме, ако се истите 24 часа, сите брзаме негде, сите немаме време за ништо, сме преокупирани, презафатени, исто и кај младите, значи меѓутоа јас сметам дека секој кој сака да си најде време и една занимација и ако сака на вистина да биде репрезентер на нешто што е вредно и да прошета и да не репрезентира во странство, ќе најди време 2 пати во неделата, прво лично за него, да биде дел од една екипа, каде што стварно сите сме поминале кои се занимаваат со фолклор, доста добри моменти во културно-уметничките друштва и тоа е нешто што навистина со збор не може да се опише и мене навистина ми е жал зошто денешно време ни донесе толку нови содржини за да почнеме малку да се оттуѓуваме од не само од фолклорот и од многу други работи. Например, детските игри се заменети со интернет и други работи. Денес децата немат обичај да излезат надвор, да се дружат, седат, само се допишуваат. Што велиме на училиште, правете муавето, ти ќе заборавите и тој еден ден да го правите. Може би. И сега, бидејќи ќе се навратиме повторно на хармониката, нели во Западот и не е толку несекојдневно, може би да се зборува на оваа тема, но кај нас се повеќе треба да се актуализираат некои одредени теми. И ме интересира колку се пишува композиција токму за овој инструмент да биде отсвирена само. И колку работа треба да се. Колку работа треба. Значи ако седнеме да пишуваме или да создадеме некој оро во духот на народот, тоа да биде народно атрактивно, прво треба да имате добра идеја, а добрата идеја не иди со хармониката во рака, таа може да се роди во 2 пополној, може во 6 сабајле, може во 10 навечер, може да биде инспирирана од личност, од настан или било како, или од нешто друго, па тоа да биде исфилувано, варирано, значи нема временска рамка за да речем дека ние можеме за 15 минути да седнеме и да создадеме на народно оро или народна песна или не знам какво. Значи идејата треба да се роди првен, па потоа тоа да се дотера, што велиме, за да звучи така уметнички. Не е само да го создадеме како мелодија, како ќе звучи како финален производ. Значи тука аранжманот, она што треба да се накити, како треба да звучи. Хармониката поседува голем број на регистри, кој регистар е прикладен, како треба да се репетира, секое повторување да звучи различно,
па како треба да биде украсено, ако биде со овие трилери ќе звучи македонски, ако биде со други трилери ќе биде нешто модернизирано, нешто присвоено од другите фолклорни традиции и временска рамка во музиката нема. Значи, музиката можеш за 5 минути се да кажеш, можеш и цел живот да се занимаваш и ништо да не кажеш. Еден мој добар пријател свири на пијано и кога разговараме онака опуштена, вика пијаното може се, само треба да му кажеш како. Да. Убаво рекол. Тоа е. Меѓутоа едно е да бидеш репродуктивец, а друго е да бидеш творец. Ако си репродуктивец, ќе ги земиш нотите и тие стално истите ќе бидат. И треба да ги отсвириш точно така како што се запишани. Значи немаш толкова слобода како во фолклорот. Значи сам она што моментално го чувствуваш и ние можеме според изведбата да видиме какво е расположението на човекот во моментот. Значи во фолклорната музика нема повторување, има само нова варијанта на секој. Значи секогаш одсвиреното е различно, нема никогаш исто повторување. Каква е состојбата? Богат. Каква е состојбата со композитори кај нас? Па Пред се со конкретно, нови идеи. конкретно за хармоника го зборуваме, во Македонија има еминентни хармоникаши, мои колеги кои ги поздравувам и се дружам, контактирам со нив и навистина можеме да се пофалиме дека ние имаме доста така уметници со убави идеи кои знаат да искористат македонската музика во прав поглед, кои знаат да преземат и од другите фолклорни традиции, па да му кажат како се свири и на останатите. Например, Сашко Велков, Милан Завков, и да не ги набројувам ред добри музичари од кај нас, кои оставиле трак во музиката не само во Македонија, туку и на Балканот. Бидејќи доаѓате токму од образование, кога станува збор токму сега за ова народна музика и зачувување на сето тоа, дали вашите ученици, оние кои што сакаат да го научат овој занает на некој начин, ве подпрашуваат нешто плюс за како тоа да го направат уште подобро до она што го прават? Значи, секојдневниот контакт и секојдневното вежбање сами си го донесуваат, што викаме, до бунар ќе дојди и вода да не се напие, греот. Така? И ако не знае нешто, ние сме должни да му кажеме. А ако тој се интересира за едно, ние ќе му кажеме 3, па за да се интересира и за останатите 300 работи што ќе следуваат после тоа. Кај нас учениците, значи што ги интересира музичкиот фолклор, освен она што му е задача, што мора да го сработат, да го знаат за оценка, имаме доста добри ученици кои почнуваат да создаваат во духот на народното творештво, кој песничка, кој некој орце, па ќе се консултира дали ова добро, треба да смениме нешто, што мислите која фраза по која фраза треба да оди редоследно, па да има различити модулации, па како треба да се свири, кој трилер каде одговара, како треба тоа да биде изведено. Значи се она што представува белег на македонската музика се учи на време. Значи се учат помалите, а не постарите. Бидејќи, како што споменавте, често патувате и надвор од границите на Република Македонија, но и често настапувате тука со вашите ученици и сето тоа. И сега, што е она на што треба посебно да сме горди кога станува збор за музичкото наследство кај нас? Ете, и да ги поттикнеме оние кои што досега не биле свесни за сето тоа. А верувам дека имаме многу убави работи, имаме многу убава традиција, која ќе се споредиме и со другите, но и кога се случуваат некои такви народни, да кажам, изложби на сето тоа фолклорно наследство. Па мислам дека малку треба свеста да ни помогнете и вие како медиуми и општо свеста во народот за нашата музичка традиција треба да ја подигнеме на едно повисоко ниво. Меѓутоа, колеги како колеги, сите не го делиме истото мислење многу пати. И ние сме една екипа кои се залагаме за зачувување на македонската народна музика. Од претходно што ги споменав колегите кои ми беа гости и на
концертот со хармониките и оваа година имаме замисла малку во проширен состав да бидеме со нашите истомисленици. И имавме доста добар одзив. А оваа година ќе имаме и надворешни, значи гости ќе имаме од останатите културни традиции. Значи ќе имаме гостини од Србија, се надеваме дека ќе прифати еден од најдобрите хармоникаши таму, па ќе изведува наша македонска музика, што е за признание, барем така преговараме сега за период од 3 месеци понатаму. Справаме нешто заедничко и мислам дека треба сами да бидеме репрезентери првен тука, а после надвор. Значи, цената на нашата музика надвор е многу висока, а тука ние дома и да не си ја почитуваме и да не ја искористиме како што треба, мислам дека стварно не е фер. Греф. Нас самите. И е греф. Ви благодарам многу за вашето гостување во Кирилица. Ви благодарам и јас на поканата и посакувам уште многу добри емисии.